Доктор, ке имавте еден интересен предлог денеска при вака алармантни податоци кои што ги соопшти и ги слушнавме кога станува збор за а, бројот на заболени, всушност процентуално ни кажа на жени од канцер на дојка, ни треба, значи, центар за дојка. Да, како професионалец кој што секојдневно сум во ординација, можам да кажам да инциденцата, тоа е бројот на нови заболени пациентки, барем во мојата ординација месечно по една нова пациентка со карцином на дојка. Мислам дека во моментов Велес предњачи и навистина е алармантна состојбата, не само во Велес и во другите градови. Статистика имам од онкологија, на ниво на држава, така да бројката од 1000 нови заболени за една година е фрапантна. Сметам дека подитно Министерството за здравство треба да размислува за центри за дојка, каде што навистина би се работело брза диагноза, би се идело на едно место се да се сработи и да може да спасиме што повеќе човечки животи. Еве Велес болницата не достига кадар, би замолила подитно да се прати кадар, заради тоа што градот има огромен број на пациентки. Ние работиме како матични доктори и доктори ги упатуваме и преку скрининг програмата и преку кабинет за дојка. Се со една единствена цел пациентите да не шетаат цик-цак, значи да стасаат до специјалист, па да се враќаат. Значи замислена е патеката кој ќе стаса веќе до кабинет за дојка, натака одлучува специјалистот кој што е стручен за тоа. Но факт е дека има само 6 субспецијалисти кои што се за оваа патологија. Сметам дека има огромни системски пропусти во изминатите години. Требало многу кадар да се создаде, не само од оваа патологија и за друго. Недостига национална стратегија, не смело да се дозволи болниците да бидат празни, како што се празни во Велес, во Кавадарци, во Кочани, во Битола и сегде. Здравјето на пациентите треба да е на прво место. Ние како здружение максимално апелираме и подигаме свест кај секој еден пациент да се превенира. Разговаравме со директорите на фондот, на кои што нидовме на разбирање, во кои што сватија дека ни треба што помалку хартија и нашето време како професионалци сакаме да го трошиме на превентивни активности, поготово за алармирање и подигање и превентивни прегледи кај нашите жени, но имаме и пациенти од машка популација кои што имаат карциноми на дојка. Јас до сега сум имала 2 случаја такви, така да уште еднаш апел до здравствените власти, да, сакаме превентивни активности, сакаме да работиме медицина, што помалку бирократија и хартија и папирологија и се во интерес да спасиме човечки животи што повеќе.